Поздрав до сите слушатели на ЕС Радио, вие сте со емисијата Шах со Јумишан Доновски. Оваа година ни предстои шаховската олимпијада. Првично беше Москва домаќин, но поради познатите политички настани, олимпијадата е преместена во еден од големите индиски градови Ченеј, ќе започне на 28 јули до 10 август, значи токму индискиот град Ченеј ќе биде домаќин на овогодишната машка и женска шаховска олимпијада. Но јас, почитувани слушатели, денес сакам да проговорам малку за моите искуства како 11 годишно момче за Скопската олимпијада, практично која што сега оваа година, септември-октомври, ќе направи точно 50 години. Значи 50 години од одржувањето на шаховската олимпијада во Скопје. Во еден исклучителен, згоден, би рекол, период за шахот воопшто како игра, затоа што тоа лето, односно 2-3 месеци предходно, се играше тој историски меч помеѓу светскиот шампион Борис Спасски од Русија, кој што ја бранеше титулата, и супер талентираниот предизвикувач, американскиот велемајстор Роберт Боби Фишер, во кој што предизвикувачот беше и фаворит, но и ја покажа својата фаворитска улога, ја оправда практично со победата во мечот, кој што се играше подобар од 24 партии. Фишер победи со 12,5 спрема 8,5. И воопшто заради политичката конотација или контекст што го имаше тој меч, самиот тој меч мислам дека предизвика многу повеќе за шахот, отколку секој останат понатаму меч и предходен, би рекол, во шаховската историја. Можеби нели беше голем шаховски бум 1927 година, кога игра кубанскиот велемајстор Раул Хозе Капабланка против многу силниот предизвикувач рускиот велемајстор Александар Алехин во Буенос Ајрес. Тој меч предизвика огромен интерес, но велам 72 година беше, значи сите како да живее за шахот, имаше таква голема пропаганда и популаризација на шахот, како никогаш предходно би се рекло, а можеби и потоа. И воопшто таа есен, значи, во најзгоден момент се одржа 20-та машка и 5-та женска шаховска олимпијада на просторот на денешниот Истгејт, но тогаш по олимпијадата веќе стана Скопски сајм, каде што редовно се одржуваат сајмски презентации и така натаму, но тој простор тогаш се искористи за потребите, велам, на машката и на женската олимпијада. Турнирот беше, олимпијадата, прекрасно организирана. И јас имав среќа што мојот татко, голем љубител на шахот, ме носеше речиси секој ден. Јас мислам, може би 1 или 2 дена само целата олимпијада не бев присутен таму. Се извинувам. И тоа татко ми не ме носеше само на половина час, така да се проврткаме тука и да разгледаме. Туку ние си доаѓавме на почетокот на колото и си одевме дури после 4-5 часа кога ќе завршеа партиите кои што беа од наши интереси. И многу убаво се помнам, се сеќам, би рекол, како минатата недела да беше. Како секогаш имав добра позиција, зашто и по-малечот, нели? И секогаш можев одблиску да ги гледам големите мечеви, но и големите шахисти, знаете. Таму, да речеме, тимот на тогашниот Советски сојуз го предводеше поранешниот светски шампион Тигран Петросјан. Па потоа, да речеме, на втора табла играше страшниот Виктор Кочнев, кој што неколку пати беше предизвикуваш на светскиот шампион. Па на трета табла играше уште една шаховска голема, сега легенда, тогаш големо име, исто така светски шампионот е Василий Смислов. На четвртата табла играше волшебникот од Рига, исто така поранешен светски шампион Михаил Тај. А на прва
резервна табла или на петта табла за тој страшен тим кој што впрочем го освои златото на таа олимпијада, играше тогаш големата шахматска звезда и поранешниот младенски светски шампион и иден светски шампион Анатолий Карпов. Анатолий Карпов роден 51 година, че на 21 година и одлично се представи на таа шахматска олимпијада. На шеста табла играше Владимир Савон, велемајсторот, кој што таа година беше пиен шампион на Советскиот сојуз, но сепак имаше разлика помеѓу него и претходниве 5 мина, кои што навистина представува страшна сила. Од друга страна, мене ми беше најинтересно да ги следам и мечевите на југословенската репрезентација, нели Македонија во тоа време беше во составот на Југословенската федерација и таму пак репрезентацијата на Југославија предводеше легендарниот шахист Светозар Глигорич, на втора табла играше Бора Ивков, а на трета табла е исто така врстник на Анатолий Карпов, исто голема звезда, понатаму ќе го оправда својот талент, ќе биде едно време трет на светската листа, тоа е Љубомир Љубоевич. На четвртата табла играше Милан Матулович, на петата, односно Матанович, на петата Милан Матулович и на шеста Јосип Рукавина. Исто така еден многу силен, солиден тим. Секогаш беше тие години главната борба помеѓу југословенската репрезентација, унгарската репрезентација, американската репрезентација за распределба на среброто и бронзеното, затоа што во тие години Советскиот сојуз беше неприкосновен практично. И токму и оваа партија која што ќе погледаме денес е токму сеќавање на таа олимпијада и на тој меч кој што јас го гледав од почеток до крај и бев посебно импресиониран од југословенскиот велемајстор или српско потекло, српскиот велемајстор Светозар Глигорич, роден 1923 година, кој што кога предводеше југословенската екипа имаше 49 години, но со младешки дух практично играше и одлично држеше првата табла, каде што повторно најуспешен беше Роберт Хидлер, велемајсторот од Западна Германија, кој што ќе биде најуспешен на прва табла и токму на олимпијадата ќе освои титулата велемајстора, после ќе достигне, значи, ќе биде светска класа меѓу првите 10 во светот. И велам, многу импресионирачки беше тоа што Светозар Глигорич имаше таков фокус за време на играта, че тој цело време како да беше залепен за таблата. Мене ми остави силен впечаток. Воопшто таа партија што ќе ја погледнеме, таму за тимот на Соединетите американски држави на прва табла играше Волтер Браун, кој што заради своите мимики, цајтноти и чудно движење секогаш го привлекуваше вниманието на публиката, но во тој меч тој отстапи и Глигорич се сретна со велемајсторот Љубомир Кавалек, кој што повторно е, да речем, шахист кој што има емигрирано од Чешка. И таа партија беше тогаш од многу аспекти беше многу интересна, но токму добро се сеќавам дека Глигорич многу брзо го играше отварањето, тоа значи дека беше одлично подготвен за самата партија. Го користеше своето време во средишницата, но Кавалек, решавајќи проблеми, секогаш имаше потрошено повеќе време од него, но кога дојдоа последните неколку потези, иако Глигорич имаше, да речеме, не помнам точно, може би половина час уште до крајот на партијата, последните потези тој ги одигра во блиц темпо, што значи дека се беше точно пресметано и оценето. Оно што сакам да го кажам за таа Скопска олимпијада, исто така дека тоа беше покриена со демонстрацијни табли. Имаше така згодни места на нивоа за седење, за следење на шахот. Иако се разбира дека тие беа, не можеше да се влезе во самиот простор за играта, но беше така обезбедено згодно видно поле да може да се гледаат шахистите сите, да се следат мечевите без проблем. Рестоничевски беше тогаш веќе коментатор во македонската телевизија. Сето тоа беше и во средството за јавно информирање прекрасно покриено.
Така што, а и самите фигури, да речеме, невидени до тога што по својата убавина и квалитет, шаховските маси, шаховските фигури, за кои што беше одговорна нашата фирма Треска од Скопје, изворедно направени чудесни фигури. Потоа, по Олимпијадата, шаховските клубови добија подреден број комплети. Јас спомнам дека 70-тите и 80-тите години играв на такви фигури многу пати и сум уживал навистина во тие фигури. Просто ми е чудно денес како нема ништо од тоа. Знам, во Италија играа меч на кандидатите Корчан и Петросјан, Шаховската федерација на Македонија и подари еден таков комплет. Не во последните 15 години никако не може, и покрај тоа што барам да набавам еден таков комплет, да не можам никаде да најдам. Но добро, во ред. Мислам дека успеав до некаде да ви доловам за Скопската шаховска олимпијада, од која што поминуваат 50 години. Скопје го доби хотелот Континентал. Значи тој простор каде што беше сајмот, сега е Истгейт. Потоа на падините на Водно, Олимписко село и хотелот Панорама. Од денес, од тоа, остана само хотелот Панорама, а шахистите практично многу малку добија. Во Македонија, како некаков имот или како некакво капче од тоа. Но тоа е некоја друга тема, а сега додиме на таа партија, велам која што гледав во живо пред 50 години, која што ми остаи силен впечаток, но и која што се разбира дека е забележена и во шаховската литература како едно од остварувањето од добрите, големите остварувања на прославениот српски велемајстор Светозар Глигорич, кој што крајот на 50-тите и првата половина на 60-тите години беше во првите 10 шахисти на свет. Значи, во многу важен меч помеѓу тогашната Социјалистичка федеративна република Југославија и Соединетите американски држави, мечот на првата табла помеѓу Светозар Глигорич и Лубомир Кавалек. Глигорич стандардно со D4, конј F6, C4, а Кавалек го бира продолжението C5, едно од најострите на ова продолжение. Белиот оди напред, D5, играви простор, E6, конј C3, E зема на D5, C зема на D5, D6, E4, G6. Ова е основната позиција на така речето Бенони систем, каде што веќе имаме асиметрична пешачка структура, белиот има повеќе пространство и се чини дека стратешки земено, дека овој систем е многу ризичен за црниот, но црниот има своја адути, тоа ќе биде силниот ловец на G7, мајоритетот на дамското крило. Но важно е да не ја загуби битката во центар и контрола на полета игрица. Разбира, по G6 најамбициозен потек и можеби најопасен е продолжението F4. Се запати уште малку пространство во центарот и по ловец G7 овој важен потек ловец B5 шах. Затоа што го принудува црниот, на некој начин го принудува со коњот од F6, значи веќе развиениот коњ да го покрие шахот, затоа што во спротивно белиот поминува со E5 брзо и по A4 мала рокада коњ F3 да има одредена предност, иако денес има многу шахисти кои што со црни фигури успешно ја бранат и оваа позиција. Во нашата партија, наместо F4, солидното коњ F3, продолжението кое што го бира Светозар Глигорич, ловец G7, ловец E2, мала рокада, до P8. Напаѓа на E4, коњ D2 и сега коњ B7. И добро помнам дека овие 10 потези обата ги изиграа многу брзо. На ова место Светозар Глигорич сосема малку размислуваше и го одбра потегот А4. Доволно интересно е дека во мечот помеѓу Фишер и Спаски, затоа што говорев пред малку, тоа лето 1971 година, Борис Спаски на ова место против Фишер на почетокот на мечот, чинам дека тоа беше третата партија, ако не се лажам, одигра дама C2 на ова место,
засилена заштита на важниот пункт Т4 го слободува коња да може да скокне на C4, а Фишер одигра коњ К5. Еден многу интересен потек. Мислам дека оваа идеја потекнува од српскиот велемајстор Грашко Велимирович, кој што секогаш оригинален и остар шахист. Многу интересен потек. Сака коњ F4 и по ловец H5, без зема на H5. Коњ C4, црниот игра коњ F5. Брани на D6 и по коњ F3, дама H4. Ловец D2, коњ G4, коњ зема на G4, К зема на G4. Сака ловец F5 и по ловец F4, дама F6. Брани на D6, напаѓа на F4, црниот имаше добра контраигра во партијата помеѓу Фишер и Спаски време за титулата шаховски прва. Светозар Григорич чека, држи дамата на D1, игра полезен потек на дамското крило A4. Може да послужи како упориште за коњот на C4. Го отвара третиот ред за топото D1, кој што е, најслаба бела фигура. И воопшто полезен потек и многу еластичен, а друга страна го исклучува потегот коњ К5. Кавалек продолжи со коњ F5, а Григорич повторно можеше да одигра, да речеме, и топ А3 потек, што покасно беше игран, повторно да ја држи се уште дамата на D1. Но во партијата Григорич поиде дама C2, а Кавалек, следејќи ги стапките на Боби Фишер, го игра овој потек кој К5. Следи замена на К5, ловец зема на К5, Г зема на К5 и сега овој коњот C3 кој што ништо не прави, доаѓа на полето D1, се стреми кон полето E3, затоа што најважните полиња во оваа позиција се полињата F5 и C4. И доколку белиот го стави цврста контрола, ќе има предност. Дама H4, слично како Фишер, го копира неговиот план, иако условите се малку подизменети. На ова место има и други продолженија, например Марк Теманов има играно B6 потек. Коњ E3, сега белиот сака F4, коњ G4, коњ зема на G4, H4и еве го коњот од D2, конечно дојде на C4, нападна на D6, дама F6 и сега ловец D2. Играта на белиот е многу логична и последователна. Дама G6, веројатно дека црниот типуваше токму на овој потек, напаѓајќи на E4, но реакцијата на Григорич беше одлична. Тука обајцата мислеа баш прилично долго време, не беше лесно сето да се, веројатно да се оцени. Ловец на C3, да ја смени единствената, односно најсилната црна фигура и со тоа, заради пешакот на G4, да ја нагласи слабеноста на црниот право. Сега без зема на C3 и Кавалек по долго размислување одигра тука B6. Нему се допадна потегот дама E4 заради замена на E4 по топ E4 коњ D6 со напад на топот и сега белиот или ќе ја запати линијата или ќе треба подобра топовска завршница. По B3 тој реши да игра B6, но сега белиот стига се, топот F на E1, се трга од диагоналата A6 F1 и дополнително и си го брани пешакот на E4. Ловец A6, сега коњ D2. И овде Кавалек не го издржува притисокот, не можеше да најде во предворието на цајднотот вистински начин како да ги размести своите фигури, а тоа е сето поради тоа што има очигледно проблеми, главниот тут трајната слабост на собствениот крал и воопшто велемајсторите не сакаат многу вакви позиции. Тој се обидува со активен потек тука и тоа по долго размислување, со потегот топ F5. Нели, како се заканува со
топ зема на d5, затоа што e4 пешекот е брзан, но белиот игра енергично, Григорич и силно. F4 му поставува прашање на топот. Сега топ d5 не оди заради f5. А на топ h5 би следело конј f1 со идеја конј g3 и во таа позиција со тешките фигури белиот има голема предност затоа што црните фигури се расфрлани и не се во добра координација. Но по gf3 конј зема на f3 со темпо. Сега заканата на белиот е конј h4 со темпо и конј f5, таму конјот би стоел убиствено опасно. Црниот мора да го игра овој потек топ h5. И од сега и до сега Григорич играше многу точно, но и од сега мислам да е прав. Јас бев гледам во живо одушевен од неговата игра. Дама е b2, иако се разбира дека тогаш не можев се да разберам што се случува и зашто, но бев импресиониран на начинот како тој сигурно ги влечеше своите потези и беше убеден во својата вистина, да речем така. Дама f2, повторно сака конј h4, тоа се парира со дама f6, како што игра као, и сега топ f3. Не само што брани на c3, туку порано или подоцна тој топ ќе се премести за напад на кралското крило на g линија. Топ e8 и топ од а на e1. Така играат шаховските велемајстори, прво ги мобилизираат своите сили, значи максимално. Сега сите бели фигури влегува во игра, значи ќе следи пешачки пробив. И тоа се случува по потегот дама f4 и сега е време за тој решавачки пробив, потегот e5, тоа се разбира позициона жртва на пешак, но идејата е да се направи простор за фигурите, а повторно тој пешак на e5 белиот ќе го врати само малку покасно. Но за тоа време ќе добие одредени позициони придобивки, а во случај напад на црниот крал. Значи по e5, d5, прво топ e4, ја напаѓа дамата, дама f6, сега дама g3 шах, крал h8. Сега, ако бегаше на f8, тогаш повторно конј e5 со две закани, конј d7 и конј d4, тоа црниот не ќе може да го парира, но и вака е крајот близу. Значи по крал h8 следи конј e5, сега заканата е конј f7 шах, да ја отвори f линијата со темпо и топ e8. Црниот мора да го засулни топот од изложената е линија, тој доаѓа на g8, топ g8 и сега белиот ја менува директно последната одбранбена црна фигура, топ g4, топ зема на g4, сега конј g4 со темпо, ја напаѓа дамата, и по дама g6, последниот тежок потег директно во партијата, а тоа е потегот c4. Тоа c4 не е забрани на d5, туку сега се отвара полето c3 за белата дама. Сега гледате, белиот има власт на линијата и сака, значи смртоносно да нападне со дама c3 на крал g8, конј f6, да освои многу материјал и тука веќе нема одбрана. Следеше уште топ f5 за контрола на полето f6, но сега нели во добра позиција секогаш има тактика. А сега овој тактички удар е многу убав и визуелно е многу привлечен, а тоа е потегот конј h6. Секогаш интересно да се жртвува фигура во празно. Значи белиот не зема ниту пешак и на овој начин ефектно со потегот конј h6 ја завршува работата. Имено конјот не може да биде земен заради топ e8 шах и по дама f8 зема и мат, а од друга страна, ако дамата земе на g3, значи дама g3, тогаш ќе следи прво еден меѓупотек, топ e8 шах и на единственото крал g7, уште еден меѓупотек, конј зема на f5 со геометриски мотив. Значи повторно шах и потоа ќе собере и дамата, ќе остане со топ повеќе. И токму затоа после конј h6, а од друга страна коњот од h6 го напаѓа и топот на f5, тој се повлекува на f6, топ f6 и следи уште топ e8 шах, па на крал g7, топ g8 шах. И на крал h6, гледате, никогаш не го игра очигледниот потег веднаш. Се разбира белиот и да ја земеше дамата веднаш ќе победеше, но точно за крај. Дама h4 шах. Значи прво ќе го собере топот. Црниот мора да покрие на капет, прво дама f6 шах,
crne pak mora da je postavi damata. I se razbira ovo je MiG 38. potek, Kavalek za brojni minuti до истекот на контролата ја предаде партијата на својот противник и му честиташе на одличниот театар. Тоа би било се за денешнава емисија Шах со Љубиша, дамоски почитувани слушатели. Верувам дека ви беше интересно да ги слушнете спомените и да ја споменеме големата шаховска олимпијада, таа беше 20-та поред за мажите и 5-та за жените, и да видиме една врвна партија од тој голем настан.